Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Во следните минути ќе отвориме темата за детското престапништво. Нема многу да заморувам со бројки, само ќе се потсетиме дека и неодамна имавме немили настани низ улиците, сквернавање на национални символи. При овие инциденти беа лишени од слобода деца. Неодамна имаше ситуација кога деца украдоа багер во скопска населба и дивееле низ улиците, при што оштетиле паркирани возила. Неретко малолетници се учесници во сообраќај од незаконски правата сериозни прекршоци и проблеми. Булингот тука ќе го споменеме и така натаму. Нема да заморувам, како што споменав со статистики, само ќе кажам дека во 2023 година биле осудени 307 деца на возраст од 14 до 18 години. Во споредбено со 2022 година бројот на пријавени деца во суди со законот сторители на кривични дела е намален за 8,5%, но загрижува податокот дека бројот на осудени лица во суди со законот сторители на кривични дела е зголемен за 17,2%. Во продолжение на оваа тема ја поканивме адвокат доктор Мимоза Салтирова, тренер за правда за деца и тренер на адвокати за правда за деца, Совет на Европа и адвокатска комора. Овој сертификат е добиен од таму за нашата гостинка. Ви посакувам добре дојде во Слободен печат. Благодарам што прифативте оваа покана. Ви благодарам на поканата. Задоволство ми е секогаш да разговарам на општествени теми кои што се и сензитивни, како што е и оваа тема, децата. Децата секогаш се фокусот на сите нас, секогаш ги гледаме низ една призма на нивна заштита и ви благодарам што во вашата агенда ставивте една ваква значајна тема да може да поразговараме. Да, ќе се обидаме во иднина што почесто да се гледаме со вас и да дискутираме за важни теми за нашето општество. Ајде за почеток околу правната формулација. Дете сторител на кривично дело. Ќе го прочитаме, ќе го сретнеме насекаде. Од која до која возраст паѓа дете сторител на кривично дело? Така, согласно нашето законодавство, прво нели, како што на сите ни е познато, полнолетството се стекнува со наполнување на 18 години. Но исто така имаме категорија во нашето законодавство каде што викаме помладо полнолетно лице кое што е до 21 годишна возраст. Во нашето законодавство се сретнуваме со повеќе различни термини, односно може да се разграничи дете во ризик, кое што се смета лице кое што наполнило 5 години и не наполнило 18 години. Тоа е едната воопштена формулација за деца во ризик и кои се категории спаѓаат во оваа формулација, односно тоа се сите видови на деца кои што се жртви на насилство, сторители на кривични дела, конзументи на дроги, на алкохол или на други психотропни супстанции, деца на кои што им е оневозможено или попречено образованието, како што знаеме, нели, во Македонија е задолжително основното образование, но имаме и такви кои што се лишени, можам да кажам, од ова законско и уставно право на децата. Деца кои што се сторители на кривични дела, повратници и така натака, значи тоа е една поширока формулација што се смета како дете во ризик. Понатаму имаме деца кои што се категоризирани согласно законодавството деца во судир со закон и понатака имаме уште една категорија деца жртви. Како изгледа лишување на слобода на малолетно лице? Веќе слушнеме неодамна, го споменав конкретниот пример со малолетниците кои што со ранци се гледа дека се излезени од училиште, сквернавеа македонско знаме. Полицијата излезе со соопштение дека малолетници се лишени од слобода. Како изгледа лишување на слобода од слобода на малолетник? Да. Апсолутно исто. Во првичниот момент зборувам, исто на идентичен начин како што предвидува законот за полиција и внатрешните интерните акти на Министерството за внатрешни работи, значи не постои разлика од која причина? Од причина што
Да, имаме возраст каде што со голо око ние може да сватиме дека се работи за дете. Да. Нели, за малолетно лице, меѓутоа за одредени категории на физички изглед на деца, ние тоа не можеме да го утврдиме. Значи, апсолутно имаме нели директиви за постапување и за апсење кои што ги спроведува Министерството за внатрешни работи, и тоа е неспорно дека се работи согласно законските прописи, така што да се навратам, постапката е идентична во првата фаза. Кога тие лица се спроведуваат веќе понатака во полиција, тогаш се идентификуваат и тогаш се констатира, да кажеме, дека некој од тие лица е малолетно лице. Тука што се случува, значи има посебно оделение, односно тоа се оделение за малолетници и инспектори кои што работат со малолетници, се повикуваат тие инспектори и понатака се води нели текот на постапката која што е опширна сега согласно времето. Што се разликуваат овие луѓе? Вие велите, вие бевте тренер на адвокати за правата на децата. По што се разликуваат овие инспектори? Треба да имаат завршено некаква обука. По што се разликуваат од останатите инспектори? Апсолутно, дека треба да бидат обучени. Значи, тука можеме да напоменаме дека согласно нашето законодавство ние имаме посебна категорија на лица кои што може да работат со деца, вклучувајќи ги сите актери во правниот систем кои што доаѓаат веќе во допир или контакт за прекршоци или за кривични дела кои што ги сториле деца. Деца, како што и претходно напоменавме, или до одредена гранична возраст. Јас, како што и ме најавивте, имав чест и задоволство да следам една подолга обука, односно тренинг за правда за деца, каде што се стекнав со тој сертификат и добив можност јас да бидам во нашата држава тренер на колеги адвокати во врска со оваа специфична област правда за деца. Така што ја имав и таа улога која што ми беше навистина голем предизвик да предавам на колеги адвокати кои што апсолутно ги ценам, нели нивното стручно знаење и искуство, и навистина тоа беше голем предизвик еден адвокат како да даде дополнително знаење на колеги адвокати кои што се исклучителни нели во своите области кои што ги работат. Меѓутоа во нашиот систем навистина има многу малку адвокати кои што се обучени, кои што може да работат со деца, и тоа е таа специфика. Значи на нас тргнуваме од адвокатите како мојата нели примерна адвокатска професија. Сакам да кажам дека образованието е идентично. Значи сите сме нели адвокати кои што го поминале тој филтер знаење и така натака, но каде е специфичноста и кај адвокатот, и кај судијата, и кај обвинителот? Специфичноста се огледа во дополнителните тренинзи каде што се обучуваме како да се работи со деца. Значи, не секој може да работи со деца, и тоа го предвидува нашето законодавство, затоа и ние кажуваме, имаме адвокати за деца, имаме суди за деца, имаме кривичен совет за деца и по висок во апелациониот суд состав, исто така совет за деца. Како изгледа една судска постапка за едно дете? Во која смисла? Како изгледа, каде се одвива, дали има посебни простори, на кој начин пристигнува детето во судницата? Еве кажавте дека чинителите се актерите во судскиот процес се специјализирани луѓе. Точно. Како се одвива целата таа постапка? Постапката е комплексна, имајќи во предвид дека секогаш се гледа за заштита на најдобрите интереси на детето. Тоа е улогата на оваа држава, тоа е улогата на секој нас како поединец да го штити детето, да се става акцент на неговото воспитување, образование, надградување и понатака во текот на животот стручно способување за самостојна работа. Така што можам да кажам дека
постапката или процесот се одвива во многу различни фази. Исто така во нашиот правен систем сретнуваме специјализирани органи. Односно, тоа се центрите за социјална работа, тоа е Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование, и други институции, јавното обвинителство, нели судот и други институции кои што доаѓаат во контакт со деца. Постапката е самата по себе специфична од причина што, еве како што напоменав, потребно е секој од овие актери да има стручна подготовка, темелно знаење, искуство како да пристапи и како да работи со деца. Сите знаеме дека нели таа категорија деца е најранлива категорија. Тоа се деца во развој кои што многу внимателно треба да се пристапи со нив од разговорот, односно од развојот на комуникацијските вештини, па така и атмосферата во која што ќе се одвиваат тие процеси. Што значи тоа? Како изгледа таа атмосфера? Тоа значи, сега, како да кажам, ние во Македонија, за жал, не ги имаме толку спроведено тие европски директиви и стандарди како треба да изгледа постапката, односно просториите и пристапот на детето до судот и до другите органи, еве, нели во рамки на Министерството кога се лишува од слобода, разговорите во центрите за социјална политика, иако таму ајде од некоја страна и можам да ги издвојам од причина што нивната работа е работа со малолетници повеќе, нели? Меѓутоа, пристапот до судот, начинот како детето ќе се донесе во суд. Тоа е многу специфично. Пристапот кога зборувам не само до судската зграда, туку и ходниците, до судницата каде што детето треба да се распита, каде што треба да даде нели својата одбрана, доколку се јавува како сторител на кривично дело или жртва, кој што исто така е многу специфично, од причина што нели жртвата повторно го преживува сето она кое што се случило, а зборуваме за малолетно лице кое што нема доволно развиена свест, нема доволно развиени одбранбени механизми или толку, како да кажам, фокусирана слика за општествените појави или што се случува, значи тоа е навистина трауматичен однос и случај за секој. Значи, од таа причина напоменувам, не само пристапот до судот, до судската зграда, ходниците, мора државата да работи на имплементирање на тие директиви, значи да има посебни простори, посебни влезови каде што децата ќе се спроведуваат. Ние како адвокати секојдневно одејќи во суд, секојдневно се сретнуваме со лица кои што се лишени од слобода или на издржување на казна притвор односно, се извинувам, на кои што ги спроведуваат во суд. Со комбе, со лисици, со представници од и на некој начин таа слика ви е нормална. С кои што се навооружени и со маски и така натака, нели по сите стандарди. Тоа е навистина стресна слика, без оглед дали ние како адвокати или обвинители што секојдневно сме во тие судски ходници се сретнуваме, сликата за било кој граѓанин е непријатна и е стресна. Можеме да замислиме како дете, ако се најде во таков ходник, нели, обкружен во таа атмосфера, колку би реагирало. Ние не би можеле да го водиме тој процес адекватно. Детето може блокада да има, да не може да продолжи да зборува. Од тој аспект и комуникацијските вештини, начинот како треба да се разговара со децата е многу важно. Многу исклучително, можам да кажам, една од топик темите на кои што треба да се насочуваме сите ние, како што напоменав, нели, актери во оваа постапка е комуникацијата. И исто така, јас еве кога предавав делот на комуникацијските вештини, развојот како адвокатите треба да разговараат со децата, ги споменав и оние конклудентни дејствија, односно атмосферата во која што се наоѓаме и во нашите канцеларии, воедно и во судот, и начинот на облекување. Значи, не смееме да бидеме формално облечени.
Судиите не сме да ги носат своите тоги кои што се задолжени да ги носат на секоја студење. Значи ние мора да направиме една атмосфера во која што детето нема да знае кој е судија, кој е обвинител, кој е адвокат. Тоа треба да биде спроведено низ игра, да кажам, низ разговор. Очигледно адвокати имаме, со оглед на тоа што поминале низ обука. Так. Имаме ли вакви судии овде во Македонија? Има студии апсолутно, значи ние имаме оддел за малолетници во рамки на кривичните судови, апсолутно имаме судии кои што се обучени, кои што работат на оваа проблематика со малолетници. Фокусот, недостатокот го стави во однос на просториите. Да, човечкиот интелект и развојот на вештините, апсолутно тоа е недостижна и широка тема. Ние секогаш треба да се стремиме, нели, да се дообучуваме и да бидеме подобри, пософистицирани во тоа што го работиме. Вашето искуство што вели? Дали можеби сте се сретнале со некој пример од некоја држава каде што можеме да позајмиме идеи? Има ли некоја земја која што е тебе фасцинирала во однос на ова прашање? Јас многу давам фокус на оваа проблематика правда на деца, развојот на деца, психологија на деца и така натака. Предизвик ми е да ја истражувам оваа тема и со оглед на социјалниот и општествен момент во нашава држава, каде што имаме, да не кажам, ама секој месец имаме ние навистина некоја тема која што сретнуваме во зборот малолетно лице. Примери има. Јас со еден студија од апелациониот суд во Скопје разработувавме некои теми, заеднички разговаравме и сакаме тоа да го спроведеме. Ќе видиме, нели, како ќе се одвиваат работите, сепак државата е тука чинител кој што треба да ни дозволи, нели, нешто да се направи поинаку од тоа што е сега. Имав еден многу интересен личен пример за мои контакти странки во Германија, каде што кога ми кажа како се одвивала постапката кога нивното дете требало да биде испитано од страна на судијата и сите чинители фактички во тој нивни процес таму, бе фасцинирана. Првично и се јавиле судските службеници на мајката да и кажат детето да биде облечено во некој нејзин омилен лик од цртаните кои што ги следи. Така што детето решило да биде облечено како вештерка, па самото тоа влегување во суд и во судската зграда која што детето воопшто не ни приметило каде влегува, меѓутоа сакам да кажам во однос на детекторите, сензорите за метал и оружје, вика свиреше на сите страни, па и направија метлата направила проблем. Метлата направила проблем, вика, па и направија таква, вика, фама дека она е сега тука херојот и заради тоа од сите страни свират и светат одредени светла, она вика како хероина влезе низ ходникот и вика ја спроведоа во судница, која што судница беше буквално игротека. Значи, еден беше облечен во кловн, еден беше облечен не знам како, сите беа сетнати доле на перничиња и дадоа да црта, да игра со пластелин. Значи, никој не можеше да почувствува. Јас вика како мајка се изгубив буквално во денот, во часовите. Никој не можеше да почувствува каде сме. Извлекоа од детето се она кое што е потребно. Јас се занимавам многу со тие техники, значи низ процес на цртање, низ процес на креативна работа. Ние можеме да дознаеме многу за детето и да се спречат некои непредвидени, не дај Боже, активности кои што би се превзеле од страна на малолетното лице. Би сакала да продискутираме и за правото на образование на децата во воспитно поправен дом. Според последните статистики, ќе прочитам и ќе кажам само еден пример за гледачите. 21 годишен веќе не малолетник кој што бил долго време во воспитната установа. Имал завршено само второ одделение. Значи ќе излезе од воспитнава установа на 21 година со завршено само второ одделение. Има неколку вакви примери, ова ми беше некако најзгрозувачки. Што се случува со образованието и со децата во воспитно поправните домови? Да.
како што не се водеше нели текот на целиот разговор, кажав дека сите можни мерки треба да се превземат и последна и крајна инстанца да е одредување на мерка, издржување на воспитна мерка во казнено-поправна установа или народски попознато малолетнички затвор. Правото на образование е неприкосновено право, загарантирано со устав и со закони во нашата држава, и тоа е право на секој граѓанин, односно на секое лице, и основното образование во нашата држава е задолжително. Поразително е ова. Поразителни се и многу статистики. Затоа треба да работиме со висока свесност на поправање на сите аномалии кои што се јавиле во текот на целиот овој изминат период. Правото на образование, како што напоменав, е задолжително, но и има законска обврска казнено-поправните установи да формираат посебно оделение каде што малолетниците ќе може непречено да ја следат наставата, односно да го продолжат своето основно задолжително образование. И на крај на овој разговор зборуваме за детското престапништво. Како можеме да превенираме да се намали овој процент, овој голем процент на детско престапништво? Постојат ли начини кои што можеме да ги примениме? Да, апсолутно постојат начини. Тука не се школските активности, тука не се воншколските активности, тука се многу општествени појави и ние сите како поединци кои што треба да даваме, сугерираме и влегуваме во еден систем на подкренување на свесноста и заштита на децата. Јас лично, еве како што мислам дека лично ви е познато, се занимавам и со науката, сум нели доктор на науки, во докторската дисертација имам една глава, односно заклучок, која што предвидувам дека риториката треба да биде задолжителна и да е дел од основното образование. Јас работам на книга Реторика за деца веќе неколку години наназад, така што сметам дека тоа е начин каде што ние децата со развивање на реторичките вештини ќе ги подготвиме за предизвиците кои што им следат, па може да кажеме и суровото општество, зашто и светот некако ни се менува и брзо одат некои појави, работи, дури за нас возрастните нешто е не толку лесно прифатливо, така што со реторичките вештини ќе делуваме на изградување на цврсти карактери, на деца кои што ќе прераснат во навистина свесни личности, кои што ете и прво и основно ќе си ја зголемат самодовербата при јавен настап, ќе им се подобри квалитетот на учењето, квалитетот на перцепцијата на сите работи и најважно расудувањето да можат да бидат изградени како силни карактери низ реторичките вештини, каде што апсолутно ќе можат да влијаат позитивно, да се надградуваат во понатамошниот процес и да делуваме сите на начин каде што ќе може децата да ги заштитиме на било кој начин со реторика, со говорни, со комуникацијски вештини, од причина што, како што напоменав претходно, аналогно, сите податоци на нив им се достапни. Значи, ние мора да ги подготвиме за се она кое што може да го видат и како самостојно треба да расудуваат што е правилно, а што не. Да не се подводат на
како да кажам, на некоја лоша група или лошо действие, од причина што јас тоа често го кажувам. Многу е лесно децата да се подводат на некој кој што одстапува од правилата и да му се придружат, отколку оној кој што е умерен и нели? Тој не е толку интересен за друштвото, се согласувам. И треба да се работи на реториката, да не се плашат да го кажат својот став и да дури да е погрешен, дури да е различен, дури да е поинаков, да можат гласно и јасно да го кажат. Ја очекуваме книгата, се надевам дека ќе не известите кога ќе излезе во продажба. Ми беше задоволство што ве имавме во Слободен печат. Благодарам што отворивме една значајна тема. Се гледаме наскоро повторно. За самиот крај ќе ви подарам еден вестник Слободен печат. Се надевам читате вестници. Ви благодарам многу што бевте тука. Почитувани, вас ќе ве поканам да останете и понатаму со Слободен печат.